Ама ти како возач си ако позади тебе имаш успешно бегство од полиција? Па мислам дека еден од добрите што вика документи, му дам документи, ми вика каиш ме вика, има колава, викам, има, викам, ребраст. Рамо, дружево, рамо, брате мој. Добре ни дојдовте, драги гледачи, дами и господа, или како и да се чувствувате, ми кажа дека така треба да ја отпочнам емисијата. Сакам да кажам дека денеска со нас имаме еден млад и талентиран дечко, кој што од бендот излегува како солист, од маската излегува како забавен дечко, а од татковството излегува како херој. И најдобар татко. Ете така. Иначе е дете од несомнено многу позната музичка фамилија, од едно познато презиме, едно дете со уметничко, специфично уметничко име, или Роберт Спасенцовски Джокер, добре ми дојде официјално, што би рекол детето со најдолго презиме. Ајде да изброиме. Да знаеш, 13 сум ги броил. 13, јас А, П, О, С, Т, О, Л, О, В, С, К, А. 12. Нема, све сум ги броил, да знаеш. Стварно? 13 сум. Бра. Тоа е интересна работа. Да, 13 плюс, видиш, баксуса или не? Па што знам бе. Вака во животот како ти оди? Па добро ми оди. По дома, арни? Па дома супер, да ти кажам браво. Добро ми дојде, кажи ми како си. Супер сум. Пишав, ми се свиѓаш ова нешто што го правиш вака. И викам, ајде да видам со женско сообраќај. Како ќе можам да зборам? Дали ќе зборам слободно или ќе се тресам? Може да се задаткаш? Ама до сега, да ти кажам право, се опуштам полека. Добро. Со оглед на тоа што направивме некој 2 километар, гледам дека добро се снаоѓаш. Јас ќе возам позади автошкола, за да си возам 2:30, таман. Да најдеме некоја брза помош позади. Таман работа. Да ни е блиско. И јас ти кажав и пред да почнеме со снимање, ти стварно си првиот гостин со кој што еве не сум се познавала и прв пат се запознаваме пред камера. Па да, интересно што, зашо да не. Да, многу јако ќе биде, ќе си кажеме се што. Здраво, си правиме момент. Здраво, да не си се интервјуа, ајде влегуе у кола. За до кај си и да те однесам таман. Знаеш што? Сега дека ова е нели во автосветот и сакам да ни ја прераскажеш една возна авантура која што ја имаш. Имено вистинска случка од твојот живот. Секогаш прашувам како возач е мојот соговорник или мојот гостин, ама ти како возач си ако позади тебе имаш успешно бегство од полиција? Па мислам дека еден од добрите што викаш ти. Не знам, ќе видиме. Ќе ти ја дадам да ја повозиш ако сакаш. Па да не рипнеш од кола, да не избегаш. Тогаш не. Батали. Батали. Ама зашо им бегаше? Што направи? Со мотор беше, мислам, тогаш. Па нешто бев со мотор, тоа. Па прочитав. Прочита нешто, да. Па се информирав за тебе, беги другото. Да, имаше една случка така и се случија некои работи. Имаше една случка, се случија некои работи, која не сака да ти одговори? Едноставно се дадо во бегство. Успешно, а? Успешно, да. Луда работа. И паднав од мотор, се направив лом со кал, со све, у банкини се ударив, ама... Драматично? Драматично, ама не ме фатија. Луда работа. Имам некоја лаки звезда, што се вика, така да знаеш у заден момент да се спасам. 93-та, така 94-та и се спасувам. Тоа е тоа време, а? Не промовираме такви работи. Не промовираме, така се. А иначе вака некое друго искуство имаш? Интересно? Па гледај, положив доста рано, искрено бев четврта, 2016 е тоа. Више скоро 10 години сум шофер. Така? Првата година имав едно 4-5 сообраќајќа, ама така ме заредија, да ти кажам, Ама не беше ти крив? Па сега... Малце не. Знае да те застане полиција често, тие си или... Сега ме застана у петого човек, саш да ти кажам? Сакам. Бевме со другари искочени, бевме на локал, испивме 2 пијачки, доке брат ми у лафе свире, и таму 2-3 пијачки, водка савар, и окей, све и си идеме на ке дома и онде кај студентскиот пред Форца што ти текнува на автобуската стопираат ја, ја возам вака и ги гледам, викам сега нема шанси, викам знам дека ќе ме се стопираат и дам тука десно кај Антико да свртам и вика ај ми вика вози како знаеш. Ја возам и тој свети мене. Да, гледаш. И ме застанува тој и јас застанувам, вика добре ше господин, документи му дам документи. Ми вика
каиш ми вика, има колава, викам, ребраст. И што доаѓа тој другиот уште еден, здраво, вика, шо работиш, викам, ништо, вика, музичар сум, викам, свирам, пеам, као знаеш. Он свадба имаше сигурно. Слушај, вика, ќе правам, вика, на 26.10, вика, виолина ми треба, вика, викам, 2026-та, вика, да, викам, брат, и труба ако сакаш ќе ти не да. А имаш некогаш излажано така пред полиција нешто, кога ќе те застане нешто да си извадиш? Па гледа се, лажаме шо, зашо не лажам се? Зашто не лажам? Си пијам, не сум пијал се. Генерално не пијам вака кога возам, одбегавам да пијам, али... Генерално не пијам кога возам. Значи, иначе си пие. Не, воопшто не пијам, али... Остај ти сега. Онака кога треба да се вози, не пијам и за мене и за сите, пошто реално алкохолот е тоа што е. Некад знам да испијам неколку чашки, да, али ако се осеќам дека не можам да возам, Вози Антонија? Вози Антонија, да. Ме возила неколку пати, онака сум бил Тенхаус. Кој е најчудното нешто кое што го носиш во гепек? Па, ништо не носам во гепек, да ти кажам, порано сајзерот го носев. Сега носам крпа за перење кола и ништо не носам во гепек. Ништо? Да, ништо, стварно, празен гепек. А вака низ кола нешто специфично да имаш, пример, ние жените имаме штикли, цел гардеробер, мислам дека ние позади, зимски, летни. По секако си у кола, што колата е заедничка со Антонија што ја возиме, така да по секако штикли има ланчиња, наки, од ваму костими забораени, од ваму од оно и стално е леле, ова земи го, врати го, не оставај, ја цело време у подрум става и вади ова, онали, добро се снаоѓам. Зашто сите на црвено тргна? Па не знам, возите и шо? Не бре, како да возам, зашто? Па да видиме се различни. Збунга, тоа што викаш? Биде. Сакам да направиме една мини инстант игра. Ајде. Или игра или. Обожавам игра, ајде. Ајде, ќе направиме на или. Може. Имаш кажано дека нели си сакал да бидеш фудбалер или си бил фудбалер? Па уште сакам да сум фудбалер. Уште сакаш? Добро. Кога би се навратила наназад хронолошки и да можеш да избереш, би бил фудбалер или би бил музичар? Немојте со воздишки, бе, молам. Многу зафркнато прашање. Ама не знам, мислам дека музиката е мојот живот. Никогаш нема се откажам од неа. Дефинитивно би бил музичар. Дефинитивно. Неостварена желба ми е фудбалер, онака ми е... Ајде, може Кијан ќе биде. Идентично исто ми е, али како да има некој си влакно што повеќе ме... Те влече некај музиката. Да. Добро. Сајзер или хармоника? Хармониката ми е прва љубов, ја не го кријам тоа. Хармониката да не била, немало ништо да биде од тоа што е свет денеска, така да многу предиспозиции влечам од неа. Предиспозиции ти влечеш од таткото ти, остави се од хармониката. Добро се, види, гени се гени, така, дај Боже да ги има такви позитивни. Али сега, моментално, пошто и долго време не сум свирал хармоника, некако ми е тешка ми е човек. Не се гледам више со хармоника, не знам како... Не дека сум изгубил љубов или у секое време ќе земам и ќе си посвирам или било што, оддавна не сум свирал, али... Океј ми е вака со сајзер сега моментално. Значи сајзер? Да. Сајзер или микрофон? Значи како пејач или како музичар? Гледај, интересно прашање ти ова. Фала. Се трудам. Двете може? Деве, да беше жена, ќе кажев, ајде нерешителна, ама сега ти маж двете? Абе, сакам да сум пејач, да. Добро. Тоа што го стварам и тоа што го работам, еве и со хармоника и со сајзер, мислам дека сум стигнал до некои степени, до некои Ама сега да мораш да одбереш. Ниво каде што сум си заситен и каде што сум мислам дека во ред се одвиваат работите и сакам некако другачие да се осварам. Мислам дека можам. Знаеш, ако не пробаш нешто, нема да знаеш до кај ти е лимитот. И тоа е тоа. Ајде бе, добро, окей, микрофон. Ајде, микрофон, добро. Второ, женско дете или машко? Го знам одговорот, ама си прашам. Јас може си изменила нешто. Машки ги сакам, 3 да ти кажам, право. 3 деца сакам да имам. 3? Да. Знае Антонија, си кажал? Да, како не. А се сложува? Па зашто не се сложува децата се најголемо богатство? Ама... Ако нешто останува во животот, само дете останува. Така е. Добро. Кога би требало да избереш идол,
тато или жена? Види тоа што го има Антонија, мислам, неспоредливо е дека може, не знам, може нема буше 10-15 години да се роди некој со такво нешто што поседува и таков талент и таква дарба што ја има, али мојот идол е татко ми за секогаш. Мислам, не зборам само за музика, зборам и не знам, целосно како личност, да, како педагог, како не знам, како човек што знае во секое време не знам, да те стимулира, да ти даде поддршка, да те охрабри, да не знам, лошото да се случи, да ти извади, едноставно те фаќа, те вади и ти вика продолжи, знаеш. Браво. Тоа е тоа. Така. За мене number one во мојот живот е мојот татко. Добро, I готово. love you, my father. Добро, Иван... И сега, Иван. Ау, не мисли дека ти го сгрешив името во колата изнесува моментално 29 степени Целзиусови. Ние продолжуваме. Сега малце да кажеме нешто за твојата музичка кариера. Сега во моментот си во фаза во која што креираш, твориш, се градиш и како солист, нели? Извади сега скоро една песна, после 12. Ти честитам и за песната и за спотот. Фала. Спотот кој што беше така доста да кажам вирален и коментиран и сето тоа. Па мислам дека добар проект сработевме со Даре. Многу добар проект. Даре. Да го поздравиме и Даре, да не поминува веќе емисија без поздрав до Даре. Девојка што не ти најдовме, Даре, не ти најдовме, ама вака ќе те поздравуваме. Ќе биде, да ти кажам право. Имам 3-4 демоа интересни, тој некој си, па ајде, може да го нарочам мој звук. Ќе извадам сега скоро, мислам дека за помалку од 40 дена, месец и пол, нешто така. Може и побрзо ќе видам. Зависи Даре како ќе намонтира, како ќе усними. Како ќе се одвиваат стварите у договорите со Даре, ама не. Даре ми е многу добар другар и Даре ме поштува и секогаш наоѓа време за мене. Тоа не можам да го заборам. Се мислам дали едната песна се вика Пак те нема, другата се вика Круг. Се мислам која од тие две треба да биде следна. Па нека биде Круг прво. Знаеш, малце подраматично, па после Пак те нема. Ова, знаеш, се врти во круг, ама сваќаме дека пак ја нема. Па... Приме. Мислиме, ќе видиме што ќе направиме. Размислуваш ли и за дует некој? Што знам... Ќе се дојде нештото само по себе, не сакам ништо да силувам, не сакам ништо да форсирам. Пошто, знаеш, некогаш работите кога ги силуваш и кога ги форсираш, кога нештото не сакаме, разбираш? Да. Кога некад најмалце нешто очекуваш и нештото ќе ти дојде така, многу е поубаво и... Знаеш, природноста си има своја убавина. Но сигурно имаш некој со кој што сакаш да снимеш дует. Искрено сега, моментално, не би снимал никаков дует, што не знам, малце се осеќам као да не сум прифатен, као да сум отфрлен од цела оваа работа, као... Зошто? Па не знам, као ми ја хетаат причава, многу ме фура така на лошо. Малце ги се зборам жаргонски сега тако пуштено, да нема ме замериш. Нема зашто. Пак е ова некоја си интересна емисија, така? Да, слободно. Знаеш, се осеќам као да... Мислиш дека приватноста на професионално поле прави, да кажам, дефект? Па гледај, тоа што некој минато е мој и овие некои работи, ама све до кога што ќе се се случи, зборува за тоа? па не знам до кога ќе се зборува, али знаеш, луѓе има така некоја верзија направена према мене. Гледај, општо е тоа некој наш македонски менталитет, као никој ништо да не подржи, никој ништо да не каже убав збор, да не каже браво, да не пофали. Да, и млад се труди, знаеш, експериментира. Крај крајава творам на македонски, на нашиот јазик и пробувам некој друг звук да понудам, нешто поразлично, нешто интересно. И не си заглавен во комфортна зона на. Па и не сум заглавен у... Знаеш, тука ти се постројкило. Знаеш, нешто сум слушнал, нешто вака и ја се сакам како вој да бидам или вака сакам да биде, онака сакам да... Не, сакам да биде така како што мене ми убаво да биде.
Ја не се откажувам никад и никад нема да се откажам од мојата музика, пошто јас стварно го работам ова со љубов и стварно сум исполнет кога го правам нештото. Супер. И сега добро, кажа дека не се осеќаш, ајде, спремен е лош збор, ама не си во период кога би снимал дуети, ама кога би требало да снимиш, со кој никогаш не би снимал дует? Гле, извадив еден фит сега со Магдалена, мислам, тоа е пред некој година дена, и тоа беше така интересно проектче, ама да као да знаеш да луѓето све некако ништо не им валја, ништо не е тоа, као не знам, све ги интересира што е надвор од нашава држава, све нешто друго е подобро, никој сите го гледаат тоа дека е добро, дека е убаво, ама никој не ти вика и дечко, да, не ти кажува, за поддршка или... Сум го видел ова, ти што го правиш, и викам, не дека 100 луѓе направиле вакво нешто, ама не се појавило женско што го прави ова, ме разбираш? Да. Тоа е супер, бе, тоа е храброст, не знам, некако си собрала храброст и си смислила некој сценарио, нешто интересно и пробуваш нешто правиш. Така. И сега немој политички да ме вртиш, кажи ми со кој никогаш не би снимал дует? Од македонската естрада нека биде. Па не знам, никогаш не би снимал. Појма нема, не знам, нема такво нешто, не знам зашто, ако е нешто интересно и взаемно добро и зашто да не, со сите би снимал, би извадил нешто. Само знаеш што ме нервира, што Кажи си па ако треба после. Многу поише ќе ме мрзаве вака. Па немој тогаш. Збориш поише те мрзаве. Ќути си, уживај си. Знаеш, сите сакаат кога тебе ќе ти се деси нештото, ако ти се деси, тогаш сите сакаат да снимаат со тебе. Да. Мислам, тогаш на сите им треба тој вајб, на сите као, знаеш, го гледам нештото као и од овие некои што се поголеми, што се подолго време на естрадава и што имаат и добро реноме и све тоа што го работат, и што им прошло некоја приказна и тоа е све супер. Така. И зашо да не ти дадат поддршка кога ти си, не знам, на почеток или појма немам, кога пробуваш нешто да си различен од некого, нешто интересно да направиш, зашто сите чекаат кога ти, ако тебе нешто ти се деси, ајде тогаш да снимиме. За мене тоа мислам бил кад сам био нико. Па реално човек, за мене тоа многу погрешно и многу значи, е глупо. Значи ти се чувствуваш дека немаш поддршка како од колегите, па сигурно и од медиуми и слично. Па не, гледај, ја не го кажав ова само од аспект као за мене, го кажувам од аспект за сите генерално човек. Има многу деца и многу. А мислиш ли дека има место за сите? Што прават нешто интересно, па ги има, бе, зашо да нема, ама никој со никого не се поддржуваат, бе, човек, знаеш, многу ме нервира нештото, многу ми е, ќе си зборам да ти кажам право, сакам да си ги кажам некои работи, не знам. Па на кој му одговара, Кој како ќе ме доживее и кој како сака нека ме доживее, ама никој не го збори ова. Сите си ќутат, сите си тераат, а сакаме нешто подобро, па не може, брат, да биде нешто подобро. Зашто? Кога ќе пуштиш радио, сакаш да пуштиме радио? 10 радија македонски да видиме колку песни македонски има? Сакаш да пуштиме да видиш? Нема. На вање. Да пушти сите 10 колку и да се македонски радија, сврти ги сега да видиме колку македонски песни ние ќе затечеме. Ова е српска? Ја не знам, ние у Скопје се возиме или кај се возиме? Негде по странство правиме круг низ град или кај сме, у Лондон сме, у Белград сме, кај сме, шо сме? Артистите што работат, што настапуваат низ Македонијава, не се ги пеат песните едни на други. Кога сите ќе почнат, значи овој да му даде поддршка на тој да отпее 2 песни од него, да пушти 2 песни од овој, да пушти 2 песни, значи да се елиминира таа странска, таа српска инвазија, ја викам, сме под робство едно не знам колку години, милион години и ќе биде подобро. Настапувавме се у Кавадарци, у саботата. Тамара Тодевска дојде. Тамара Тодевска е супер лик, многу ја поштувам, е добар човек. И не сакам да звучам лошо, и не сакам да звучам некако не знам како. Ние на Тамара Тодевска и правиме 2 песни од незините песни. Ја пееме 1003 и ја пееме Тажна љубов. Зашто Тамара Тодевска? Пошто Тамара Тодевска е, нели, репер и е некој што не само
Антонија или не знам било кој друг, сите нели се надевам и сите млади артистки и што сакаат да пеат, сакаат да изгледаат како нештото, поставила некој левел и направила нешто да ме разбираш да сите сакаат да го стигнат тоа е супер, за браво и за поддршка. Зашто Тамара Тодевска ја прашувам зашто Тамара Тодевска не отпее жена на нејзиниот настап или не отпее Магла или не мора само Тамара Тодевска, општо сите што настапуваат. Зашто никој да не отпее, Магла е врв песна, жена е исто така врв песна. Зашто никој на никого да не се дае поддршка? Зашто да се пее уно моменто или поима немам што, кога може да се отпее уно моменто кај ти. Ме разбираш, на крај излага муабетот као демек луѓето сакаат тоа да слушаат. Не бе брат, луѓето не сакаат тоа да слушаат, луѓето мора да слушаат. Пуштам радио и го слушам тоа што го има на радио. Ако на радио има македонска музика, ако на сите 10 радио има македонска музика, ќе слушам македонска музика. Не знам, ако седнам да правам некои си вакви груби пресметки и колку пари од државава се изнесува за Србија и дека они работеле, дека ваделе песни, дека она, па брат, тие земи да ги поделиш на овие наши артисти тука, бе, тие мислиш дека нема да извадат песни? Саша Ковачевиќ снимал 100.000 евра спот у не знам каде, у Куба. Поима немам, у Куба е рецимо. 100.000 евра песна, така снимал спот. Добро, на колку обрт годишно? На 3 милиона он снимал 100.000 евра. Па шо е тоа, бе, смешки? Така? Па, сега да не се лажеме. Ти колку имаме ние обрт тука годишно, бе, се газиме, се убиваме од работа, од ово, од оно и све, и пак... Тамара, нема да ми се наљутиш, кога го направив муабетот, само заради... Се надевам дека ќе потикнам нешто добро за сите. Така. И тоа е тоа. Добро, можеби генерално незадоволството индивидуално вродува со такви некои аверзии, што би рекол ти, така да и тие фрустрации така се лечат. Разбираш, што не е никогаш. Па човек ние цел животот кога јас знам за светот лечиме фрустрации што се вика до кога, мислам, да, имаме стварно продуценти, имаме пејачи, имаме не може да ни се фатат на малиот прст, што се вика, ама... За талент некогаш и за такви работи, да. Кажи ми, кој македонец настапил на некој општински или не знам било каков евент во Србија? Никогаш никој. Зашо? Разбираш? Значи, во Србија никој не ти дава да влезеш, бе, брат. Ако треба најлошото, најшундото ни ќе го вадат, според мене моментално тоа е десингерица, и они ќе го поддржаваат тоа и ќе го форсираат само затоа што е нивно. А ние нашето си го бойкотираме. Зашо е тоа така? Да разбиеме малце негатива. Може да се заглавив малце. Не, добро, ма така е кога ќе се внесеш во нешто што ти се искажам така некако ми дојде. Се надевам мое за добро за сите, не сакам па да бидам погрешно разберен и погрешно да бидам истолкуван, дали тоа што е моето мислење и мислам дека ова ако некогаш се промени, дека ние ќе имаме многу подобра сцена. Ле, ова не дека никој не го кажал, да го кажале, али само си го кажуваме ние. Дај нешто да смениме човек, дај нешто да направиме. Кажи ми омилена песна од Антонија која ти е. Сега спомна Магла и ги спомна жена, дали некој од тие две ти е омилена? За жени имавме многу интересна ситуација која пушти жена и гледа секој различно може да доживее некоја си песна во некој си период и во некој момент. Ја искрено кога слушнав жена песната е страва, нема збор тука, али знаеш како искоментирав, ја би малце и као да е нешто си побрзо. Помагла ми се свиѓа, мислам дека дефинитивно е мој фаворит. Кога има магла, ти види на. Пеем секој викенд и више ми е према глава што се вика, не се шалам. Да. Кога да пуштиме магла, мислам си ја слушам магла. Добро, готово. Сега те видовме тебе во такво едно бурно издание. Бурно. Кажи ми кој е побурен, ти или Антонија, кој е така понервозен? Гледај, нема ништо лошо во тоа. Јас на пример си кажам дека сум многу нервозна. Стварно? Да. Не изгледаш така. Што си у хороскоп бе? Дупла водолија. Дупла водолија. Зашто ми се насмеа? Кај е дупла водолија, да агресор, прв пат гледам такво нешто. Значи ти си понервозен од Антонија. Гледај, на моменти знам да изреагирам по така што добро, се вика. Добро, ај убаво, кој е поромантичен? Сега гледај, романтичен сум да ти кажам право. Значи и нервозен и романтичен. Нервозен и романтичен. Добро. Вага сум со Шкорпија да ти кажам право. Вага си ти. Да, у задње Шкорпија нешто многу ме
Доминира. Многу ме обземува. Али пробувам да се контролирам. Што мислиш дека сум? Не знам, не сум толку навлеза. Каков беше Роберт пред Антонија? Во на љубовно поле. Беше Љубовно дечко поле? за долги стази или беше онака one night stand фраер? Што Тебе размислуваш толку, бе, брат? Да, бе, брат. Тебе вака каква слика ти давам искрено? Второто. На прашањево, второто? Второто. Добро, Не знам зашто. Тоа е сликата. Тоа е вистинската Да. слика на Џокерот. Да, на Џокерот. Џокерот има многу слики. Значи ти се скроти со Антонија реално. Па гледај, имав и ја врска некоја си претходно, никогаш не сум бил Трипл сам месеци. вака. Не. Трипл дена. Абе, што знам, сум бил Кажи млад, си, сум бе, бил, сега, не што знам, да сум знам. сакал, Ако да е, па добро, сум па- излагал нормално Да, цурици, нормално. ово, оно, неко пиче. Некој пич. И едно Еве, дете. гледај, што ви да српски почнуваме да збориме, толку ни е влезено што Па добро, не знам не некој разбираш. пиче на кој го кажа Страшно. ти. И која е сега дефиницијата за љубов твоја? Дефиниција за љубов Да. не е само секс. Ја мислам дека дефиниција за љубов е најпрвин во партнерот, најдобар другар, Добро. разбирање, толеранција, сите си Почит? имаме почит, фул, поддршка, сите си имаме некои моменти, некои периоди каде што нешто нели ти се случува или било што, али знаеш, на крајот од денот треба да си мирен, да имаш мир, ме разбираш? Така. Со партнерот, што си. Нормално, тоа што го кажав, водење љубов, ајде пак да не биде сексови мексови, тие некои работи се исто така многу битни од тоа, без тоа нели нема љубов, али не е тоа, мислам дека пресудна работа не знам како да го дефинирам, знаеш. Добро, па малце ли работи кажа? Па Тоа е- доста работи кажа. Како разбираш љубовта, јас преку срце. Си го гледал интервјуто на Джиджи на Ромео. Јас љубовта преку љубовта. Преку љубовта, да. А која е дефиницијата за другарство? Па денеска е многу зафркнато човек со Добро, од твоја гледна точка остави другите што Не прават. знам, нема. Искрено немам недобар другар, освен брат ми. Дека мора. Па не Дека дека тие мора, брати па и се не мора, што зафркаваат. и многу Се браќа не зафркаваат. збора Да, денеска да. не се у контакт, не ни Апсолутно. комуницираат, може Да. и се душмани, се било што или неголеми непријатели, што денеска е тоа понака фул актуелно, многу Добро, актуелно. дефиниција за другарство? Дефиниција за другарство, не знам, исто човек. Почит, поддршка, Почет, сето да, не знам да... Водење Сите... љубов. Дека рече исто. Добро, без тоа. И сите ти го вртат грбото секогаш, онака, денеска е многу зебано време, пари, корист, внимание и изгубени се сите вредности. Добро, и полесно се простува неверство од другар или од девојка? Како мислиш, полесно се простува неверство од другар или од девојка? Да, па неверство, например, да ти изневери на другарска база или девојка, знаеме како изневерува една девојка. Абе, гледај се, ако алудираш на нешто што е во моето минато и нештото што се случило, Не бе, ти шо попрво би простил? Добро, ако имаш искуство, уште подобро. Ама шо попрво би простил? И дали би простил, може би не би ни простил? Не би простил, искрено, што знам. Стварно не би простил, па што реално и не е за простување. А точно е дека сите мажи изневерува или го демонтираш тоа? Па ви... Сега го вртиме, нели? За го мажите вртиме. да разгледаме. Ако бе. Па изневеруваат бе. Искрено, ако сакаш да го слушнеш. Сите? Оно дарил... Отиде. Рамо. Не. Рамо, друже мој, рамо, брате мој. Изгубени вредности и не знам, ова телефонов е такво срање и тоа што све го гледаме ние и едноставно
пороци на сите страни, све и не знам како да нема спас. Значи сите мажи изневеруваат. Да си знам чист. А тој еднаш што изневерил, ке изневери втор пат? Нели таков муабет има? Да, for sure. Ти чим еднаш си се дрзнал нешто да го направиш, сигурно ќе го направиш и втор пат. Ке види се мажот ми кој ќе му отидам дома. Сега само отидам. Сега кавга ми Ти си ми изневерил мене? Или ако не си ми изневерил, следува. Кажи. Треба да ти дадам подароци, секој пат се станем и подароци ќе ти дадам. Многу сакам подароци. Кој не сака? Знаеш секој кој ќе прашате што сакаш за подарок, ништо ти да дојдеш. Па кажи што сакаш, кој има јас не познавам некој што не сака. Само ти треба нешто? Не, ништо не ми треба. Убаво е, например, на баба ми сега и беше роденден и кога ќе благодарам. Кажа не ми треба ништо, се имам. И тогаш веќе поверував. Значи на 70 години веќе жена да ти каже баба ништо не ми треба, се имам. И да го почувствуваш тоа на начинот на кој што го кажа, се имам врв. Не те носам нигде да подзастанам во моје мало. Негде се дешава некои акробаци. Иди ке даре ќе пиеме на кафе шо. Стварно даре тука, да. Сите итаме по нешто, по успех, по внимание, по пари, денеска само пари. И што со тие пари? Мислам, супер е, да, сите сакаме да имаме пари, сите сакаме да имаме подобро утро, сите сакаме да бидеме добро облечени, добро да јадеме, добро да изгледаме и све тоа така натака, али Ајде бе, која сме кај пари повели, значи, аман, пари. Паричка, дали ти се верува стварно во напишаното? Ајде прочитај ше. Збуни бе, човек, врнул сам ваучер 1500 евра. Да. Што збориш бе? Да. Стварно? Да. Чекај. Ги поздравувам The House. Поздравам и ја. Да, тоа се единствените кои што работат на тој принцип и на тој начин. Иначе, да, се единствените кои што градат монтажни куќи, но премиум монтажни куќи. На нивниот сајт и на Инстаграм можат да видат гледачите The House, што се нуди. Мислам дека се Не мислам, сигурна сум дека се најдобрите и еве во случај да одлучите со Антонија да си правите нешто, да си имате за почеток фундамент, што би рекле. Сега исто поздрав и до Мобитек. Мобитек веќе долго се со нас, знаете дека се најдобрата мобилара. Ако сте од крајот на аеродром, скокнете си до Мобитек, ако сте од другиот крај, Вла и слично, слободно во Мобил Порто. Повелете. Фала ле. И исто така, затоа што знам дека си посветуваш време пауербенкче, да, која ќе шетате навака натака по настапи, да си имаш секојаш батерија. Титан Про или кикбоксинг клубот Титан Про ти дава тука нешто за здраво да си се одржуваш. Ако сакаш, што би рекла Снежија, бокс ке ми дадеш? Лево или десно? Не. Значи Исус и од другата страна се заврте, значи треба и од двете страни. Веќе кога го поздравувам, да си ги поздравам сите како што е редот. Ќе ги поздравам Мама Драма, тоа е бренд за персонализирани, македонски бренд за персонализирани мечинкалишта. Поздрав Мама Драма. Не си драма, не си Мама Драма, така да Фадер Драма. Фадер Драма си? Таков си драма си? Не. Не? Се надоврзувам малце на моето, ама ти ми влагаш на прашање. Поздрав на Мама Драма, ајде. Одлично, а куќата кога ќе ја направите, ќе ви ги пратиме ги овие интериери да ви ја офремат внатре секако што треба. Кога сме кај колите, да си ги поздравам дечките од Јоцо Solution, кои што се грижат за да се возите безбедно. А кога сме кај здравјето што живот значи, ги поздравуваме Пелагонка. Знаеш Пелагонка од каде е? Пелагонка од Пелагонија. Од Битола. Од Битола? Да, од Битола е, можеме во Кипар да си ја набавиме. Исто така ги поздравувам и Продимет, кои што ви нудат холандска протеинска исхрана, односно доколку сакате да бидете фит и да се храните здраво, посетете ги Продимет. Може. Ете така. Може. А сега ние ќе се враќаме назад. Се враќаме назад. Во наше мало. На Мак Петрол ме чека жена ми, таму да ме земе, онде кај крстат. Може? Да те земе жената? Да. На Мак Петрол? Да. Ајде и се јавиме на Антонија. Се јавиме? Чекај. И се враќаме назад, завршуваме со едно позитивно љубовно искуство кое што вроди со плод, што би рекле. Имате еден прекрасен мал ангел, односно Кијан. Мал тигар.
Да, кој што ти си го носиш на раката, така вече имаш татоважичка. Сигурно сам на раката да имам татоважа Кијан. Па сега, ќе го земеме и Кијан, ќе го снимаме и ќе го испрашуваме, не? Кажи ми, што беше она прво што те привлече кај Антонија, а што е она што ден денеска секојдневно те привлекува? Никогаш не ме привлекувало тоа што е она, тоа што е звезда, тоа што е популарна, тоа што е актуелна и тоа што прави најдобро што го прави, едноставно се допревме и некако се осети работата како да требало да се сретнеме и кога тогаш сигурно ќе сме се сретнеле. Добре. Денеска ме привлекува незината топлина, толеранција, некогаш и доста наивна, али нели како секое женско, али Види. Секој женско е наивно? толерантна, пак Јас само да кажам прво да пазат кај се допираат и со кого се допираат, затоа што еве до што може да дојде. Дека кажавте се допревме и толку магија. Да, беше тој еден контакт тако. Глеј, сум се допрел и со многу девојки, било како. Фала Богу. Да, и знаеш, од допир до допир добра личност пред се. Не е кварна, не е расипана, не е злонамерна и има добра мисла. Па сега ние малце да го размрдаме ова. И? Голем борец. Ајде да видиме колку ќе се избори Антонија со тоа што следува. Имено, ќе се јавиме и ќе кажеме дека сме направиле сообраќајка. Не е ништо чудно кога е жена возач, кажи и јас будала Замисли стварно. Замисли се налути. Ма ми се налути, а не ми дојде после во емисија. Зашо би се наљудила? Антонија, уште од сега кажувам јас, не е ова за лутиш. Ќути за Ова е. Кај си? На Макпетрол ме чекаш? Да. Ето изгледам уште малце ќе ме почекаш дека се удривме. Да. Кај си? Еве сум тука десно на семафоров кај цементара и лево десно и там удривме еден од позади. Па треба европски да се прави, ајде не знам што да ти кажам, ајде вајда 15 минути ќе завршиме брзо. Тоа е што да ти кажам, кај се качев и ја у кола, појма нема од возење. Да идам околе до чаршија да си завршам работа со алкова што ме купиам и... Така ти е план? Па за да не да чекам вака. Па, ајде ми 3 минутки само да видам што како ќе се деси, ако се завршува побрзо. Жена и оваа што удривме, вајда ќе се разберат жена со жена. Ајде, звона, мај. Сега во позадина јас да зборам тебе со мажот ми злато, удривме. И сега ние се појавуваме. И сега ние се појавуваме на местото. Колку ќе не пцуе. Ова е со сивата кола? Со сивата. И застани тука до неја. Има да не. До неја? Тука до неја. Право, машко, знае како треба. Те лажам. Ќе те снимам. Сварно? Ајде, ние ќе се одјавиме тука да ја смириме Антонија за да ни гостува, да можете да ја гледате наредно. Кажи, Джекер, чао. Чао.